Град Скопје ја доби престижната награда Градски трофеј 2013 за јавен превоз и за групен туризам. Признанието денеска во Белгија го прими градоначалникот Гоце Трајановски. Наградата, која секоја втора година ја доделува Меѓународната унија за патен транспорт, им оддава признание на локалните власти, кои имплементираат проактивни политики за одржлив транспорт, мобилност и ефикасен јавен превоз. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести, следете не. Фасадите на ЕВН и ГТЦ нема да добијат барокен изглед. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Министерството за образование, Општина Илинден и АД МЕПСО. Општина Ѓорче Петров продолжува со реконструкција на улиците. Започна новата сезона во кошаркарската Евролига. Почетокот на новата учебна година во Општина Илинден беше одбележан со уште еден голем успех во областа на образованието. Почна со работа првото средно стручно училиште. За таа цел денеска Министерството за образование и наука, Општина Илинден и АД МЕПСО денеска потпишаа меморандум за соработка со кој македонскиот електропреносен систем, операторот, се обврзува да обезбеди практична настава и обука во сопствените капацитети за учениците од Средното стручно училиште Илинден. Во Министерството за образование и наука денеска беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Министерството за образование, Општина Илинден и АД МЕПСО. Со овој меморандум македонскиот електропреносен систем се обврзува да обезбеди практична настава и обука во сопствените капацитети за учениците од Средното стручно училиште Илинден. На потпишувањето на меморандумот министерот за образование и наука Спиро Ристовски соопшти дека Министерството има дадено поддршка во реализацијата на иницијативата МЕПСО да обезбеди практична настава и обука во сопствените просторни капацитети за учениците од Средното стручно училиште Илинден од Општина Илинден. МЕПСО ќе обезбеди практична настава и обука во сопствените просторни капацитети за учениците од ова училиште, каде однапред назначени ментори детално ќе ги запознаат со дејностите пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во Република Македонија. Исто така за оние ученици кои што ќе покажат особен интерес и ќе постигнат високи во резултати, ќе се обезбеди и финансиска поддршка во вид на стипендии. Но најважно од се е тоа што за најталентираните ќе се обезбеди простор во својата организацијска структура преку директно вработување на соодветни работни места во зависност од тековните потреби на компанијата. Градоначалникот на Општина Илинден Жика Стојановски рече дека почетокот на новата учебна година во Општина Илинден бил одбележан со уште еден голем успех во областа на образованието, бидејќи почна со работа првото средно стручно училиште, со што за прв пат од постоењето на општината се воведе средно образование. Стојановски посака овој меморандум да вроди со плод и да се продуцираат кадри полни со знаење. Воведувањето на средното образование е дефинирано токму од потребата на кадри кои што се дефицитарни во областа на електротехниката, информатичката, комуникацијската технологија и автоматиката, за да продуцираме кадри во овој дел кои што ќе бидат подготвени со самото завршување на средното образование, со завршување на 4 години да влезат во производниот процес, во производните погони или во услужните дејности од техничките струки. Директорот на АД МЕПСО Синиша Спасов рече дека со меморандумот се крунисува една одлична и издржлива иницијатива за синегрија на образовните процеси и добрите деловни практики. Сакам да ги охрабрам сите ученици од Средното електротехничко училиште и да им посакам многу успех во текот на образовниот процес. Ја цениме нивната посветеност и нивната младешка креативна енергија, ентузијазам и желба за надградба. Им нудиме да сознаат како функционира во пракса електроенергетскиот систем, да искусат практично и да стекнат искуства како функционираат технолошките процеси интегрирани во системот на АД МЕПСО. Спасов додаде дека сите нивни стручни лица и експерти ќе им стојат на располагање на учениците од Илинден.
Временските прилики одат во прилог на општина Ѓорче Петров. Градежните работи во оваа општина не стивнуваат. Се работи интензивно на неколку улици, механизацијата е веќе на терен. Така што градоначалникот на општината Сокол Митровски најави дека во рок од 30 на дена ќе бидат завршени. Станува збор за улицата Петлени, Австралиска и Антон Чехов. Во општината Ѓорче Петров градежните работи и понатаку продолжуваат, временските прилики ни одат на рака и затоа работиме неколку улици, мора да кажам. Да се надеваме негде овие 3 улици кои сакам да ги најавам ќе бидат завршени за едно 30 на дена, така со крајот на градежната сезона сите ветувања кои ги дадовме граѓаните за оваа година ќе бидат целосно реализирани. Сакам да ги напоменам улицата Пеклене, која е една значајна собирна улица, која навистина се прави еден голем зафат на улицата во должина од околу 250 метри, со целосна реконструкција на водоводната, канализационата мрежа, коловозната трака, пешачките осветлувањето, значи сите тие зафати ќе бидат целосно реализирани, како и истите зафати ќе бидат преземени на улиците Австралиска и Антон Чехов, кои веќе долги години ги најавувавме или беа барања на граѓаните од тој локалитет, односно населбата Даме Груев. Граѓаните од овие 3 улици имаат платено комунали пред 40 на години на градот Скопје, кој во општината Ѓорче Петров воопште не беше правен субјект. Меѓутоа, со оформувањето, односно формирањето на општината Ѓорче Петров, со одлука на Советот на град Скопје, тие улици беа префрлени во надлежност на општината Ѓорче Петров и еве дојде денот да и овие улици општината целосно ги реконструира и ги доведе во една цело безбедносна и сигурна употреба за граѓаните на општината Ѓорче Петров. Поминаме и улицата во Стопански двор, која интензивно се гради и се надеваме дека и таа ќе биде завршена до крајот на градежната сезона. Таа е во должина од 1200 метри. Се работи за приклучницата за автопатот, односно за обиколницата во реонот Стопански двор, со што руралниот дел ќе добие навистина една излезна комуникација, брза комуникација, безбедносна комуникација. Во руралниот дел, меѓутоа, може да се користи и во урбаниот дел, да жителите кои сакаат да побрзо излезат према обиколницата коридорот 8 и коридорот 10, навистина ќе имате на извонредна можност со реализација на овој зафат. Овој коловоз исто ќе биде широк 7 метри, со пешачки тротоари и ќе биде целосно осветлена, значи од обиколницата до железничката пруга во селото Ново село. Хуманитарната акција Ајварче за мене, Ајварче за тебе, во која се собрани околу 30 за сиромашни семејства од општина Карпош, втор пат се организира во општинското основно училиште Јана Москоменски. Мајките на учениците помогнаа секое дете да придонесе за семејствата кои се наоѓаат во потешка материјална состојба. На 3 поставени штандови во холот на училиштето беа изложени тегли со ајвар, компот, сладко и други домашни производи. Донираните производи од учениците од општинското основно училиште Јана Москоменски ќе се поделат на социјално загрозените семејства, а еден дел ќе се донира во рамки на хуманитарната акција од општина Карпош, информира општина Карпош. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски истакна дека шпанските скали се надвор од градежните маркици и нема да се градат, а додаде и дека нема да се менуваат фасадите на градскиот трговски центар и Евана. Елизабета Дамјановска. Општина Центар не дозволи промена на фасадата на објектите на ГТЦ Евана. Ова денеска го соопшти градоначалникот на општината Андреј Жерновски, кој истакна дека со неизгласувањето на 3 дупови ќе се зачуваат репрезентите на современата македонска архитектура. Успеавме да ги спасиме Евана и ГТЦ. Објектот на градскиот трговски центар е изграден по конкурс на југословенско ниво, како првонаграден проект. Добитник е на националната награда 11 октомври и добитник на највисокото југословенско архитектонско признание. Зградата на Евана е представник на ѕид завеса, правец во архитектурата, рече градоначалникот на општината. Жерновски беше дециден и јасно одговори дека нема да се градат ниту долго најавуваните шпански скали, а како причина за тоа ги наведе градежните линии, во чии рамки не спаѓаат шпанските скали. Јас популистичкото и неетење на централната власт го разбирам и се навикнав веќе, но не можам да разберам зошто никако не можат да ја сватат пораката која што ја праќаме ние, а тоа е дека скалите како скали се надвор
од градежната линија. Објектот е за жал уцртан од претходното раководство. И доколку ние ги поништиме 4 детални урбанистички планови, ни тоа нема да го видат граѓаните на центари на Скопје. И поради тоа треба инвеститорот да знае дека не може да добие дозвола од општина центар. Мислам дека тоа го кажав неколку пати и тоа уште еднаш го потврдувам овде, во заедничко име многу јасно и многу гласно. Како што истакна Жарновски, во зачувувањето на идентитетот на ГТЦ, свој придонес дали и граѓаните со многобројните протести под мотото "Го сакам Скопје". Министерството за труд и социјална политика во соработка со општина Ѓорче Петров изминатиот период заеднички го спроведува проектот Отворени денови за социјална заштита во руралните средини. Овој проект се реализираше преку посета на сите рурални подрачја во општината, а деновиве средба со стручни лица од ова министерство и општината беше спроведена во просториите на местната заедница Новосело. Социјалците преку диалог со социјалните работници се информираа за правата на стекнување социјална помош, право на посебен детски додаток, како и помош на нега на стари и изнемоштени лица. Целта на проектот е да се обезбеди информирање на жителите од руралните средини за правата и услугите од социјална заштита, а воедно нуди и подлабоко навлегување на социјалната работа и социјалните услуги во локалната самоуправа, соопштуваат за проектот од општина Ѓорче Петров. Од општината велат дека реализацијата на овој проект опфатила и посета на неколку населени места преку остварување на директни средби со локалното население кое има потреба од социјална заштита. Сите заинтересирани граѓани од денеска имаат можност да се вакцинираат против сезонски грип во центрите за јавно здравје низ државата, како и во овластени приватни здравствени установи, соопшти Министерството за здравство. Вакцината е незадолжителна по избор на граѓаните и се наплаќа по 400 денари. За годинава, како што се наведува во соопштението, се набавени околу 30.000 дози тритипна вакцина производство на реномираната фармацевска компанија GlaxoSmithKline од Белгија, од кои најголем дел се наменети за центрите за јавно здравје, а помал дел за приватни здравствени установи овластени за вакцинација против грип. Вакцините се безбедни, со врвен квалитет, согласно препораките на Светската здравствена организација и се испитани и одобрени од Бирото за лекови при Министерството за здравство. Грипот е сезонско заболување кое најчесто се пренесува по воздушен пат, со близок директен контакт со заболениот, кое обично дава лесна клиничка слика, но може да се заврши и со посериозни компликации. Токму затоа Министерството за здравство им препорачува на граѓаните, посебно на лицата од ризичните групи, како што се постарите лица над 60 години, хронично болните, децата од 6 месеци до 5 години, бремени жени и здравствени работници, навремено да се вакцинираат со цел навремено создавање имунитет на организмот против вирусот на грип, стои во соопштението. Со 9 наставни предавања, изложби, рецитали, промоции на книги и концерт. Во наредните 6 дена Музејот на македонската борба ќе одбележи 120 години од денот на македонската револуционерна борба 23 октомври, кој во Македонија е и државен празник. Настаните ќе се одржуваат во музеот, освен предавањето значењето на 23 октомври за македонскиот народ и македонската држава, кое во соработка со амбасадата на Македонија во Белград, директорот на музеот Бранислав Светозаревиќ ќе го одржи в сабота во белградската општина Стар град пред македонската дијаспора во Србија. Таму ќе биде прикажан и краток филм за поставката на музеот, кој годинава ја доби наградата од Европската музејска академија. Директорот на музеот Светозаревиќ на пресконференција ја соопшти програмата на 6-дневното одбележување на 23 октомври. Утре вечер ќе почне со промоција на книгата Македонија незгасната желба во време без надеж, животот и делото на Константин Тренчев од Оливера Тренчева. В сабота напладне предавање за животот и делото на првиот претседател на президиумот на АСНОМ Методија Андонов Ченто ќе одржи неговиот син Илија Андонов. На
20 октомври во Порта Македонија ќе има музичко-поетска вечер со учество на македонски актери и уметници. На 21 октомври е концертот Песни за јунаците на националниот ансамбл Танец, а 22 ќе има две содржини: изложба Балканските војни во Македонија 1912-1913 во организација на Националната установа во Куманово и промоција на книгата Автономистичката ВМРО на Тодор Александров 1919-1924 на доктор Зоран Тодоровски. Чествувањето ќе заврши на празникот 23 октомври, кога во фоајето на музеот ќе биде представена копија од Срешовото топче, изработена од копаничарот Будимир Апостоловски. Министерството за култура во континуитет ги поддржува фолклорните ансамбли, а тоа ќе го прави и во иднина, истакна министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на денешната средба со представници на Сојузот на фолклорните ансамбли на Македонија. Имавме можност со голем број фолклорни ансамбли кои екзистираат во Република Македонија да разговараме за поддршката која ја даваме, за проблемите со кои се соочуваат и така натаму, бидејќи сепак фолклорот е навистина еден значаен сегмент од негувањето на нашата традиција, на нашите песна и ора, на сето она што го отсликува македонската и фолклорната музика и традицијата која ја негуваме преку целокупната поддршка, рече Канчевска-Милевска. Посочи дека Министерството за култура во континуитет ги продолжува гостувањата на голем број ансамбли низ градовите во Република Македонија и надвор од државата, каде што учествуваат на фестивали, а наградите кои ги добиваат се од огромно значење за негувањето на фолклорната дејност и презентирање на државата. На денешниот состанок се отвори прашањето околу стручноста и вработувањето на голем број стручни кадри во самите здруженија, поддршката која ја добиваат овие здруженија и од локалната самоуправа и проблемите со кои се соочуваат некои од нив во делот на просторот каде се сместуваат. Таа нагласи како Министерство за култура ќе направат една анализа или стратегија која ќе ја понудат на владата, а се однесува на тоа овие центри за култура кои ги има во градовите да изнајдат можност на оние здруженија кои се соочуваат со таков проблем, да им дадат можност да ги користат тие простории во самите центри, со цел да се надмине тој просторен проблем. Во Република Македонија постојат и активно делуваат околу 100 културно-уметнички друштва, кои работат во повеќе региони и кои ја негуваат фолклорната игра и песна, односно традицијата на тие региони. Буџетот за поддршка на фолклорната дејност годинава е тројно зголемен, споредено со буџетот во 2007 година. Голем пат на фудбалската репрезентација на најновата FIFA ранг листа од 11 позиции и моментално сме на 86-тото место. Во продолжение одиме со рекламите, а потоа со спортот.